Значи, ја отварам денешната пресконференција. За оваа пресконференција Државната комисија за спречување корупција ќе ја извести јавноста за исполнување на една многу значајна обврска што ја имаме кон групата земји за борба против корупција при Советот на Европа, така наречената ГРЕКО, која што се однесува на подготвување на упатство за спречување на евентуален судир на интерес за членовите на владата. Денес, на денешната владина седница, Државната комисија ќе изврши презентација на ова упатство. Повеќе околу ова ќе извести нашиот член Владимир Георгиев. Понатаму ќе известиме во врска со актуелноста на прашањето за склучување на договор за консултантски услуги на градоначалникот на град Скопје со неговото адвокатско друштво Шилегови и трето ќе кажеме за нашиот став поврзан со изборот на директор за Агенцијата за филм. Би му дала збор на господинот Владимир Георгиев да образложи повеќе околу прирачникот и денешната презентација. Изгледа се уште не е вклучен. Може би, ако не јас да објаснам за предметот со Шилегов, додека Владо, ако не, додека се... Може. Додека се вклучува, да. Значи, до Државната комисија за спречување на корупција беше доставена пријава од познат пријавител, која се однесуваше на судирот на интереси, би рекла, за градоначалникот Петре Шилегов, бидејќи тој со своето адвокатско друштво имаше склучено договор за консултантски услуги. Од тие причини Државната комисија го повика градоначалникот во своите простори и му објасни дека согласно членот 44 од нашиот закон, службено лице може да остварува приходи од научни, наставни, културни, уметнички и спортски активности, како и приходи од авторски, патентни и слични права, интелектуална и индустријска собственост, но значи не може од консултантски услуги бидејќи тие не спаѓаат во овој член. На градоначалникот му беше доставена нашата одлука за судир на интереси, тој постапи по неа, го раскина договорот со адвокатското друштво, не извести за тоа, пошто Државната комисија го затвори предметот, констатирајќи дека судирот на интереси е отстранен. Во врска со наводите дека, што ги слушнавме во јавноста преку медиумите, дека градот Скопје има склучено договор со адвокатското друштво, Државната комисија за спречување корупција одлучи да го испита овој случај, значи со службена белешка отворивме нов случај, да го испитаме овој случај и да ги потврдиме, односно да ги отфрлиме наводите, дали се точни или се неточни, зашто еве и за тоа ќе известиме понатаму јавноста, бидејќи станува збор за сензибилно прашање. Значи, во однос на тоа дали тој сега има договор со адвокатската канцеларија, наводите не се точни, бидејќи градоначалникот на градот Скопје излезе од таа состојба на судир на интереси, раскинувајќи го договорот со адвокатското друштво. Дали сега Владо се вклучи? Да, еве сум тука. Владо, јас во меѓувреме дојка ти се вклучуваше, објаснив за случајот за Петре Шилегов, а ти продолжи за упатството, презентацијата, односно и за именувањето на директорот на Агенцијата за филм. Па да, денеска значи ќе одржиме онлайн презентација на така нареченото практично упатство за правилата за ад-хок откривање и управување со случаи на судирни интереси за членовите на владата на Република Северна Македонија. Инаку ова советување, јас би го нарекол повеќе, или како разговор, обука, е врз основа на препораката број 6 од последниот извештај односно последната евалуација за Република Северна Македонија на ГРЕКО, петиот круг на оценка, каде што се вели дека треба да се изработи ова практично упатство за ад-хок откривање на судирни интереси кај највисоките представници на извршната власт. Оваа презентација е веќе договорена, значи ќе се одржи денес во 12 часот
испратен ни е линк од страна на владата и на, како што имаме сознание, значи ќе учествува од претседателот на владата, замениците на претседателот на владата и министрите. Генерално, самото упатство, што ќе биде и реферирано дека исполнета како препорака кон Грехо, се однесува на случај и па и практични примери на откривање на судирни интереси, како треба да постапат највисоките представници на извршната власт во смисол на изземање од постапување, па ќе презентираме и се разбере и прекршочните одредби во однос на непреземањето и иницијативите што досега сме ги работеле доколку се развие дискусија и по ова прашање. Добре, во однос на последното прашање за донесување решение од страна на владата за именување на директор на Агенцијата за филм. Вака, значи врз основа на интересот и информациите што се појавија во медиумите околу последното решение за именување на ВД директор на Агенцијата на филм на Република Северна Македонија, ние побаравме информации и податоци. Врз основа на тоа што го добивме, имаме сознание дека ова решение за именување е донесено на 15 декември 2020 година од страна на владата, бидејќи согласно законот за филмска дејност, директорот или ВД директорот го именува владата на Република Северна Македонија. Оно што е спорно за ова лице што е именувано како директор е дека истовремено е и член на управниот одбор на Агенцијата за филм. Согласно член 44 став 4 од законот за спречување на корупцијата, само да го најдам, избрано или именувано лице не може истовремено да врши функција на друго лице или член на орган на управување, јавно предпријатие, јавно установа или друго правно лице. Нека се исклучи овој. Ако може Павле, некој што се име Павле побрзан да се исклучи. Завршувањето на владата на владината Што зарем? Извине. Добро. Така. Значи, да, имаме тука што се однесува и забрана согласно законот за спречување на корупција и судирни интереси. Како и да е, значи во праксата, односно и согласно законот за филмска дејност, директорот предлага на управниот... Да, можеш само микрофонот да го исклучиш. Го исклучи. Добро. Значи, директорот предлага на управниот одбор одредени одлуки, а од друга страна управниот одбор го задолжува директорот за спроведување на одредени одлуки што ги носи и што се во надлежност на управниот одбор. Едноставно, значи се работи за неспојливост, не може директорот да предлага, а во исто време истиот лице како член на управниот одбор да ги одобрува тие предлози или како член на управен одбор да го задолжува директорот, а понатаму како исто лице да ги спроведува овие одлуки. Затоа на овој начин ние превентивно делуваме и укажуваме на владата, можеби и на денешната седница, да го разреши ова лице од член на управен одбор, доколку смета дека тоа лице треба да ја врши должноста ВД директор на Агенцијата за филм. Добро, почитувани новинари, тоа беше се од наша страна. Доколку имате вие дополнително некои прашања, повелете. Добар ден, дали ме слушате? Да, Билјана Михајлова овде од Канал 5 телевизија. Само уште еднаш ако може да ни појасните за случајот со Шилегов. Утврдено е дека е раскинат договорот со неговото адвокатско друштво претходно што бил склучен договор, а во моментов проверувате дали евентуално има некој нов договор. Така ли е како што разбрав? Значи, сакам да кажам дека до Државната комисија имаше доставено пријава дека господинот Петре Шилегов има склучено договор со својата адвокатска канцеларија за консултантски услуги. Значи, он од неговата канцеларија добиваше приход во основ на консултантски услуги. Меѓутоа, бидејќи согласно нашиот закон не може службено лице да остварува приходи по основ на консултантски услуги,
и прочитав по кои основи може, значи по основ на консултантски не може, затоа го повикавме господинот, му објаснивме, тој си увиде дека законот е таков, му доставивме нашата одлука за судирни интереси за да отстапи од таа состојба, тој отстапи со тоа што го раскина договорот, значи нема повеќе консултантски услуги и ние констатиравме дека повеќе не постои состојба на судирни интереси и предметот го затворивме. Меѓутоа, во медиумите слушнавме дека наводно градот Скопје има склучено некаков договор со адвокатското друштво и наводно од градот Скопје се одливаат средства во Председателке, извини, бидејќи овој Павле да се исклучи. Извини. Тики не може да заврши готов. Павле да се исклучи. Ве молам. Па не сум ни уклучен, се извинувам. Ама уклучен си се слушаш. Сега се Микрофонот исклучи. исклучи го. Ајде. Значи, бидејќи добивме известни допрен гласеве од медиуми да речам, дека градот Скопје има склучено договор со адвокатското друштво и дека од градот Скопје се одлеваат средства во адвокатското друштво, за во тој дел ние не сме работеле и затоа рековме дека тоа ќе го провериме, па ќе известиме јавност. Така. Добро ти благодарам. Уште едно прашање имам за Совче надворот, мислам денешнава тема. Совче зборувавте пред некое време на еден друг ваков митинг беше околу поднесувањето на анкетните листови од страна на председателите на судовите, на основните судови во земјава. Скоро половина имаше информација дека не поднеле анкетен лист, дали нешто меѓувреме се смени, која е финалната бројка, колку има поднесени, против колку ќе поднесете пријава поради нели неподнесување на анкетниот лист по законскиот рок. Да, благодарам за прашањето. Да, тоа беше заклучок на минатата седница. Тие податоци, односно тие факти ги утврдивме на минатата седница и беше констатирано точно како што цитирате, кој поднел, кој не поднел и против кој ќе се поведат постапки. За жал немам во моментот информација. Во секое време може да ви одговориме писмено. Треба оделението за имотна состојба. Тоа се ажурираат податоците постојано, така да од таа листа на суди, односно председатели на судови, за кои што требаше да се поднесат, односно да се поведат постапки за прекршачни постапки, можеме да тој податок да ви го дадеме писмено, да го ангажираме оделението. Знаете какви се условите во моментот, сите сме нели работа од дома. Деновиве, ако не ви е проблем, можете едно чисто писмено да побарате одговор. Испратете мејл, ќе ви дадеме. Испратете. Одговори со ажурирани Нема податоци. Битно дека сите што направиле прекршок ќе си добијат Да. на тоа. Во ред, ви благодарам многу. Благодарам. Благодарам на вас. Дали уште некој има некое прашање? Очигледно дека нема. Добро, почитувани новинари, ви благодарам за денешното внимание. Се гледаме во друга прилика. Пријатно.